Така, за денеска ги третираме повторно тие што сакаат да се наречат, заради тоа што Македонија, повторно ќе кажам, била мека и медина на љубителки на мода, кај се крстуваат дизајнерки, кај се крстуваат дека се инфлуенсерки, модни блогерки. Сега имаме ново, сега имаме public figure, тоа значи јавна личност. Па да ја видиме јавнава личност. Ево го, тоа е тоа што пишува. Она дава сама за себе дека е јавна личност, односно на англиски public figure. Дали знаете што е да сте јавна личност? Еве е јавната личност. Ако е јавна личност, веројатно треба сите да ја познаваат пред се, пошто станува за јавна личност. Јас не знам, можеби грешам во терминот, меѓутоа дали можеби работи во некој јавно предпријатие или во некоја местна заедница каде што ги третираат така, тогаш може да биде јавна личност. Она е јавна личност, а при тоа со кондурчињава каде? Зошто на вакви кондурчиња си се качи девојчева? Зошто? Не, ова досадна комбинација, доупропастена со дефинитивно најужасните чевли што јас сум ги видел во последно време, освен вчера кај Зорка. Ајде да се јавиме на Мадона одма. Так, али битно јавна личност пишано. Ау, ку. Повторно истите кондурчиња, нешто виси од таа страна како крпа, како партал, од оваа страна е мини, не се знае каква креација е, ташната ја ставила како детаљ, не знаела што да направи, се сликала у ходник на беж тепих. Не може вака, изглед као Мортиша. Мортиша од 19 век, страшно. А овдека е добро. За ова морам да кажам да. Фина, улична мода, добра комбинација, добро направена фотографија, добра е црната ташна, белите патики, тренерките. Овде изгледа сосема солидно. Али не е јавна личност. Зашто се пишала како јавна личност? Океј, пристојно, ништо посебно, ете така за една прошетка, ке помине. Повторно јавна личност. Истата девојка. Што е со оваа црна коса? Вака црна долга коса, толку црна долга коса нема функција и викам дека црната коса кога ја носите на овој начин е тотално аут. Црната коса е ин доколку има конкретна форма. Овдека јас не гледам нити форма на коса, нити гледам ништо модно. Гледам една досадна летна комбинација која што е, али битно е она јавна личност. Не ми е јасно каде е јавна личност. Еве е јавната личност повторно, овој пат се облекла солидно, за разлика од претходната варијанта, повторно има шорцеви, меѓутоа некако таа тренерка Дукс, што и да е со таа мајца, ги искомпонирала со наочарите, супер стој, ми смета дефинитивно црната коса и многу сакам да знам зошто е она јавна личност повторно, пошто така се пишала, си дала титула. А која е оваа квази старлета, професорка по француски да бидам? Јас, драги гледачи, не го разбирам ова. И пошто не го разбирам нити стајлингов, нити овој изглед, нити тоа црно косиште. Јас ке се јавам на Анџелина Џоли, што мисли она за радијаториве, за прозориви, за цела оваа комбинација, концепт без концепт. Немојте вака, оставате многу погрешен впечаток, многу погрешна енергија, многу погрешно се представувате самите себе си. Ако ви е целта луѓето да ве доживеат, како да се нудите самите себе си, тогаш сте ја исполнили. Одиме сега повторно со тие што си го крстуваат сопствениот профил личен блог или персонал блог. Тука пишува име, презиме и пишува персонал блог. Под блог, мислам дека ако јас треба да ви објаснам што е блог, еве како оваа девојка го замислила нејзиниот блог и што она блогира. Па добро.
харинга, саблярка, ајкула, кит. Блогов е за тоа. Малку поценка, малце на сонце, а ногиве као да има месо бисер боја хулахопки. Оф, вртете на Мерлин Монро. Повторно, истата девојка што има личен блог. Девојка, што блогуваш? Што блогуваш? Побогу, што блогуваш? Вчера се исчукав со ние јајцата. Што нудиш ти, каков концепт имаш ти на твојот блог? Со телефонот пред лице и со фармерки, со све има позади тебе, купусарник. Ама еве што блогуе. Блогерка е. На блогот имаме тоа. Фотографијата одлична, али повторно задникот го блогираме. Она е блогерка за задник. Да, така е. Да рекламира купачи, да разберам. Али она има блог за задник, дефинитивно тоа го гледаме. И да, и она промовира на нејзиниот блог задник, джинс и туфта овакво наргиле. И припитае. Многу им е модерно да туфтат и да се припити и да рекламираат, да блогираат задник. Ајде да се јавиме на Анџелина пак. Престрашно. Престрашно. Еве, повторно истата девојка на нејзиниот блог, еве како нејзиниот блог изгледа. Јас не знам тука, или јас ништо не разбирам, или нешто не е во ред. Одиме повторно со третата кандидатка за денеска. Исто кажува дека е личен блог. Ајде да видиме она што блогуе. Девојче, каде тргна со тие топуци, со тие врвки, со тоа фустанче каиш, со таа ужасна, исчупана, лошо фарбана, бланширана, шатирана, горена коса. Каде тргна вака, мајко света, од дома те видео, али вака кога излезе? Кој те пушти вака да излезеш од дома, на тебе изгледа све. Немам зборови и пак ја барам Анџелина, вакви алишта она не поднесува. Не. Да се запали. Ода гори све мора. Со изгорена коса пошто е. Еве, повторно, она исто многу ги љуби овие сандалкиве на врзување, што се тука со друг фустан, ја зафенирала косава, а што е со халинава? Дали е остаток од некоја си декорација во дневна соба, што била некогаш чаршав, перде? Страшно. Али битно има личен блог. Али она блогуе задник. Блогуе задник и блогуе, односно промовира испржена, запалена блондинка. Нема пострашно. И заради тоа ќе ја барам Мадона да видам што ќе каже, пошто и она е блондинка. But because I need you to know you are more than that. Така е, девојко, повеќе си од тоа. Можеш многу подобро. Среди ја таа коса, консултирај се со професионалци, ако сакаш да бидеш модерна, направи го тоа онака како што треба да се направи. Завршивме за денеска со модните блогерки и ќе сакам да ви пуштам еден прилог од модниот гигант Шанел, како изгледа модата во светот, како таа се прави во светот, на какви локации се презентира тоа и на каков начин, за да исплакнам очи после се ова, да ви посакам на вас да имате убав викенд и ќе ви се одјавам, после тоа следува спорт со колегата Сладжан Ивковиќ, така да можеме да одиме со Шанел и Лагерфелд. Уживај!